целта не е да се наплатат казни. Целта не е да се наплатат казни, граѓаните треба да знаат дека прво има толеранција согласно меѓународното право, а казната е за во рамките на како велат 5 км на час ако возам, немате казнат. Ако е 50, но ако возите 7 км повеќе. Нема повторно ве казан, може до 9 ќе биде толеранцијата. Размислуваме, ќе видиме од први. Но ако возите 10 и повеќе, наместо 50 возите 60, ќе ве казнат 15 евра. И ако платите за 8 дена, казната ќе биде на пола. Преполовина, да. На половина. Сакам да кажам дека не е тоа целта. Не е тоа целта. Целта е да се делува едукативно и превентивно. Многумина ми велат, постоја многу иницијативи во минатото од моите соработници, председатели. Многумина во 5 до 12 се откажа од имплементацијата. Оценија политички ризик. Мојот одговор е следен. Ако за ова треба ова влада да падне, дека ќе спасиме човечки животи, а ќе дојде некоја друга влада која што ќе рече го укинувам безбеден град, па нека се биде повторно башибозук, нека вози кој што сака на сред партизанска со 120-150, во ред, спремен сум тој ризик да го понесам. Спремен сум тој ризик да го понесам. Само да спасиме човечки живот повеќе. Инаку, верувајте дека ја им благодарам на граѓаните, затоа што ги гледам дека како доаѓа времето, така се прилагодуваат луѓето.